Добродојдовте во последната епизода од првата сезона на подкаст Прангов. Место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Кафе Премиум, идеалното место за кафе средби, каде секоја готка те инспирира за нов разговор. Тату студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови, ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. After Ink, местото каде што мирисот на кафе се меша со уметноста, креативноста и добриот муавет. Пред татуважа за малку храброст, после татуважа за заслужен одмор. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. И Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Денес во нашето студио имаме една исклучително млада и талентирана личност, класично пејачка би кажала, Јана Атанасовска. Здраво Јана, добре дојде. Здраво, добро ве најдов. Како си? Супер, морам да признам и малку возбудена. И најпрвин да се заблагодарам за поканата и навистина ми е чест и многу сум среќна што сум гостин денеска во вашиот подкаст. И ние сме пресреќни што те имаме тебе тука. Пред да започнеме, дали можеш накратко да ни се представиш, да ни кажеш која е всушност Јана Атанасовска? Јас сум Јана Атанасовска, имам 17 години, средношколка, учам во средното музичко училиште во Штип. Таму и живеам од своји 14 години и исто како и останатите средношколци тинејџери, сакам да се забавувам, да излегувам, да се дружам со пријателите, да го поминувам своето слободно време и со моите најблиски секако, и да читам книги, да спортувам. Навистина импресивно. Денеска ретко кој е толку активен во општеството како ти остави голема трага, особено во нашата општина, со твојот глас. Знаеме дека јавноста едноставно го обожува твојот глас и ги обожува твоите настапи, по сите коментари што ги имаме слушнато до сега. Да прашам, од кога всушност ти се влюби во музиката, особено во класичната музика? Па, јас во музиката се заљубив уште од многу рана возраст, уште од мали нозе, бидејќи мојот татко е дипломиран музичар и кај нас постојано во домот се слушаше различен вид на музика. И можам да кажам дека заедно со него некако ја и пронајдов музиката и дека тоа е навистина нешто што јас сакам да се занимавам со него. Најпрви не знаев да одредам со кој стил музика сакам да се занимавам, но со текот на времето решив дека тоа е баш класичната музика и кај нас на пример немаш ни избор во средното училиште, мораш да се занимаваш со класична музика. Така и се пронајдов во училиштето некако дека тоа е навистина нешто што ми пасува и сакам да продолжам да го работам во текот на мојот живот. Баш убаво. Многу ми е мило што учиш нешто што навистина ти лежи, што го сакаш. Имаш настапувано на многу голем број надпревари, на многу манифестации, особено имаше преубав настап во нашата општина на кошаркарскиот куп. Да почнеме од тоа на колку всушност манифестации имаш учествувано или надпревари? Па имам учествувано на многу голем број на манифестации и надпревари. Можам да кажам дека имам земано и многу различни награди, како први, втори, трети. И надпреварите и настапите се како еден предизвик за мене, кој што навистина сакам да го достигнам и да го надминам, да се изградам самата себе. И тоа е нешто што ми ствара голема самодоверба, бидејќи секој настап и надпревар е драгоцено искуство за мене и навистина го сметам како многу голем дел од мојата професија. Настапот за купот се одржа во нашата македонска салата во Македонска каменица. Ме повикаа да ја испеам химната и тогаш навистина некако се чувствував и возбудено, но исто така и малку уплашено. Морам да признам дека пред мојата публика вака малку ми е по-стресно, бидејќи тука сите ме познаваат и не смеам да направам никаква грешка. А сакам да се истекнам и да видат дека навистина вредам и дека се трудам да направам нешто од самата себе. Најпрви имав трема,
пред настапот, но од кога започнав некако се внесов и преубаво си поминав. Баш ми е мило. Ќе се вратиме на химната. Прво да те прашам, дали имаш некоја награда што ти е особено драга? Па да, можам да кажам наградата на првиот фестивал на кој што учествував, освоив прво место и ми останува така во посебно паметење бидејќи е прв фестивал и некако не знам секогаш ќе го паметам поради тоа. Досега имаш учествувано само на фестивали во рамките на нашата држава или можеби си била дел од некој меѓународен? Сум била дел од меѓународни фестивали, како онлайн, така и во живо, но се одржувале во некои од нашите градови во Македонија, па не сум одела моментално во странство, но се надевам дека ќе биде во најскоро време. Навистина се надевам дека ќе те видиме и на некоја странска сцена, пред странска публика, затоа што заслужуваш. За химната во нашата сала, што ти беше настапот, колку време всушност се спремаше? Па не многу, бидејќи ми се јавија околу 2 недели пред настанот и ме прашаа дали сакам и дали би можела да учествувам. И јас секако прифатив, бев слободна и зошто да не. Заедно со мојот професор по соло пеење, да го поздравам и него. Какви се твоите впечатоци после настапот? Мислам, дали се соочи повеќе со негативни коментари или позитивни конструктивни критики? Изненадена бев, искрено да бидам, не очекував дека ќе имам толку голем број на позитивни реакции, бидејќи сепак ова е мало место и не знам, плюс што јас бев овде и како дел сум од тоа, бев пресреќна и исто така изненадена, многу изненадена. Так. Јана, знаеме дека имаш 2 песни, кажи ми нешто повеќе за нив? Да, имам 2 песни, детски песни, кои што можам да кажам дека приказната за нив е речи си па иста. Започнува така што во нашето училиште доаѓа продуцент кој што го представува фестивалот и прави аудиција во нашето училиште и може да се пријават деца кои што сакаат. Во тој момент јас се пријавив заедно со една моја другарка и отидовме на аудицијата, но резултатите не ги кажува веднаш по настапот, туку кажаа дека ќе ги контактираат нашите родители да кажат дали сме поминале и дали можеме да учествуваме на фестивалот. По неколку часа моите родители го добија повикот и им соопштија дека им се допаѓам, дека имам талент и дали би сакала да учествувам на фестивалот. Моите родители секако беа пресреќни, од секогаш ми беа најголема поддршка во се, како исто и како и во музиката. И јас прифатив, отидовме, тогаш фестивалот се одржуваше во Штип, отидовме во Штип, таму ми ја дадоа песничката и текстот да ги научам. По неколку дена се вратив повторно во студиото, го снимавме, имавме исто и мало интервју. Па од кога ја снимавме песната и по неколку дена беше и фестивалот, настапив со истата песна на фестивалот и беше како моје прво искуство пред голема публика, а да не е овде на приредби и на такви случувања. И во тој момент знаев дека тоа е нештото што навистина сакам да се занимавам со него и што сакам да продолжам да се занимавам. Втората песна исто така настана со аудиција во училиштето и овде сега само кажа дека ќе биде со надпреварувачки карактер. Исто имав можност да си направам своја песничка, со неја да настапам и се одржуваше во Почани овој фестивал. Овде ми беше и првата награда, освоив прво место на овој фестивал и таа е наградата за која што навистина се гордеам со неја и ќе ја паметам во целиот мој живот. Многу ми е мило. Да те прашам, колку всушност твоето училиште ти помага и те поддржува во градењето на кариерата? Многу ми помага. Морам да признам дека навистина ми се огромна поддршка и како и професорите, така и соучениците. Мислам да не беа тие дека немаше да имам толку голема храброст да настапувам на толку многу места
и да се представам самата себе. Так. Знаеме дека вашето училиште е доста понапорно за разлика од другите, со оглед на тоа што имате индивидуални часови после секој школски ден. Дали тоа представува некој притисок врз тебе, кратење на слободното време? Па не, јас не би го гледала на тој начин. Сепак тоа е нешто што мене ме прави да бидам дисциплинирана, да стекнам нови работни навики и не ми представува проблем, бидејќи тоа е нештото што јас сакам да го работам и да посветам колку што можам повеќе време на него. Слушнавме за твојата омилена награда. Дали имаш некој омилен момент пред публика, некој омилен настап што ти останал навистина драг? Па да, имам повеќе настапи, но дефинитивно би го издвоила новогодишниот концерт на нашето училиште, бидејќи тој беше моментот магичен момент, да, буквално, кога јас некако се чувствував своја, буквално, во буквална смисла, и имав можност да настапам со соло точка. И најпрвин кога ја добив веста, бев пресреќена, но исто така знаев дека и тоа е многу голема одговорност, бидејќи да се настапи пред толку голема публика не е толку лесно и плюс што беа 3 концерти во прашање. И бев многу возбудена, навистина многу возбудена, но пред да излезам на сцена ја имав тремата. Но кога излегов веќе тремата исчезна и само уживав во музиката, уживав во публиката и во реакциите на публиката и некако се чувствував прекрасно и отпосле кога заврши се концертот, реакциите на публиката беа прекрасни и јас се чувствував исполнето и прекрасно и би го сметала тој како еден од најзначајни настани во мојот живот. Да, и ние имавме прилика да видиме еден мислам од твоите концерти еден од твоите настапи од новогодишниот концерт и навистина беше магично. Самата твоја појава е магична на сцената. Спомна трема. Дали имаш некој специфичен ритуал како се справуваш всушност ти со неа? Па не, како ритуално го практикувам. Вежбање пред пеење, значи загревање на гласот, тоа секако. И се трудам да бидам ментално стабилна, да не размислувам на негативни коментари, на негативни работи како грешките, да бидам тотално вклучена во музиката и само да уживам во композицијата, доколку имам простор, ја повторувам пред настапот еднаш и секогаш баш пред да излезам на сцена останувам сама, си изредувам мислите, дишам длабоко и најпрвин се помолувам за се да помине како што треба и тогаш излегувам. На почетокот ја има тремата, но со текот на времето и се изгуби бидејќи се внесувам тотално во музиката и не ја ни чувствувам. Так. Знам дека тоа е нешто што сакам да го покажам на луѓето и да ја искажам својата емоција преку музиката, бидејќи сум работела многу долг период на тоа. Сакам да видат дека навистина се трудам и да допрам до публиката. Спомна дека од многу рана возраст живееш сама во друг град, далеку од родителите и од најблиските. Кажи ми како изгледа еден твој обичен ден во Штип, со оглед на тоа на сите обврски што ги имаш? Јас живеам уште од 14 годишна возраст сама. Обичниот ден ми започнува така што станувам рано наутро, одам на училиште, таму го поминувам поголемиот дел од својот ден и учам многу нови работи, доколку имаме некој настап, се спремам заедно со моите соученици, заедно пееме, свириме, учиме исто така заедно, потоа се враќам дома, ги завршувам домашните обврски, доколку имам нешто училишни задачи, ги завршувам и нив, или нешто што ми е станало во текот на денот што не сум успеала да го доучам, го завршувам и тоа. И ако ми остане некое слободно време да се посветам на самата себе, излегувам со пријателите,
низ град или на кафе, си го споделуваме својот напорен ден и така ги полнам и своите батерии за да можам да продолжам наредниот ден да биде секако што треба. Така. Која е најтешката, а која е најубавата страна на тоа да бидеш самостојна во друг град, особено на наши години? Па најтешката страна е тоа што знам дека мора и покрај училишните задачи и училиштето јас мора да бидам посветена и на домашните работи, домашните обврски, чистење, готвење и така натаму. А не секогаш се наоѓа време? Да, не секогаш се наоѓа време, но се трудам секогаш да завршам да си го организирам своето време, за да можам да ги балансирам и двете работи. И исто така имаш моменти каде што навистина ти треба поддршка и сакаш твоето семејство да биде до тебе, а не може, и се учам самата себе како да се справувам со тие тешки моменти и да не очекувам секогаш дека ќе има некој до мене, да бидам самостојна, и тоа би го издвоила како подобра страна од тоа што живееш сама, бидејќи учиш како да бидеш повеќе дисциплинирана, како да бидеш самостојна, ти созреваш како личност, бидејќи веќе мораш сам да ги носиш своите одлуки и како да го организираш времето за да постигнеш се да направиш. Така, тоа е малку нож со две острици, така што знаеме дека долги години си играорка. Да. Колку всушност време одеше на играорна? Па активно членство имав околу 5 години, 5-6, не сум сигурна колку точно, а потоа од кога се запишав на средно училиште не можев да одам активно, одев само кога имав можност на распуст или кога не бев на училиште. И играорната представува еден значаен дел од мојот живот и произлегува од мојата мајка. Таа е уште од млада оди на играорна и некако кога ги гледав нејзините фотографии и нејзините настапи, станав заинтересирана и сакав да се занимавам и јас со тоа, да видам како ќе биде, дали би се пронаоѓала таму. И навистина сум и многу благодарна што ме запишала на играорна, бидејќи играорната е дел од мојот живот и навистина е нешто што ми исполнува. И исто така научив и многу работи од играорната и од за фолклорот, за традицијата, за традицијата, за од што се состои една носија, и дружбата би ја издвоила дефинитивно како нешто што би ми останало во сеќавање, бидејќи чувството е многу поразлично кога одиш сам со своето друштво некаде на друго патување. Имавме различни настапи како во Македонија, така и надвор од Македонија, и нешто што навистина би ми останало во сеќавање беше друштвото. Па и во некоја од претходните епизоди ја имавме Михаела Стојковска како гостинка, и еве можеме да споделиме дека особено ние трите навистина доста често си имаме сретнато на вакви турнеи, сме патувале заедно, така што и на мене ми оставило доста голем впечаток тоа што сум имала прилика да патувам со вас. Да верувам дека и на сите други играорци има исто. За крај, кажи ми, каде се гледаш себе си за некои 5 години од сега и што имаш ли нешто на план следно? За 5 години се гледам како успешен музичар, како дипломиран музичар најпрвен, успешна пејачка која што настапува како во Македонија, така и надвор во Македонија, со постојани настапи, со како веќе изградена личност која што знае што сака и знае да искаже својата емоција преку музиката, да допре до публиката. Работам со многу познати професори и се надевам и имам започнати магистарски студии. Баш ми е мило. Дали имаш некоја сцена на која сакаш да застанеш или некоја публика пред која сакаш да имаш настап? Па конкретно не, но знам дека би сакала да настапувам на многу различни места, низ многу различни земји и градови, и да бидам
создадена како личност, така што ќе бидам на сцена. Бидејќи кога ќе излезам на сцена, тоа е нешто што сум јас. Баш ми е мило. Оди мене или или. Текст или мелодија? Па не можам да изберам од тие двете, морам на првото да кикснам, бидејќи мелодијата е нешто со кое што ги изразуваш своите емоции, а текстот ја дава тежината на песната и тие заедно прават хармонија и некако заедно идат во пакет. Така да не би издвоила ниедно. Студио или сцена? Сцена. Брза песна или балада? Балада. Може би повеќе сакаш да си сама во стан или сама да живееш или со друштво? Со друштво. Готвење или нарачување храна? Готвење. Кафе или чај? Чај. Рано станување или спиење до доцна? Спиење до доцна. Носија или модерен фустан? Носијата ми е подрага. YouTube прегледи или аплауз во живо? Аплауз во живо. Штип или каменица? Штип. Надпревар или концерт? Концерт. Лето или зима? Лето. Поп или фолк? Поп. Патики или штикли? Патики. Повеќе одиш на спонтани или планирани планови? Па се трудам секогаш да планирам однапред. Снимање спот или интервју? Снимање спот. Настап на отворено или во затворен простор? Во затворен простор. Настап пред публиката во каменица или некаде настрана? Па и двете. Настап пред наша публика или публика во странство? Публика во странство. Соло настапи или хорски? Соло. Тоа е тоа. Благодарам Јана што беше дел од нашиот подкаст. Уште еднаш да кажеме дека ова е последната епизода од првата сезона на подкаст Прангов. Ние се враќаме со подкасти од септември. За крај да ти врачиме мал гест на внимание. Повели. Многу ви благодарам и навистина сум пресреќна што бев дел од вашиот подкаст. Преубаво се чувствував и ми беше многу пријатно. Фала ти на тебе многу, навистина ни е драго што еве со тебе можеме да ја завршиме нашата сезона. Се надеваме дека ќе продолжиме да те гледаме постојано на сцена, на настапи, на концерти и манифестации, затоа што навистина заслужуваш многу голема поддршка и многу големо внимание од целата јавност. Пред да завршиме, би сакала уште еднаш да ги поздравам нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секоја готка те инспирира за нов разговор. Тату студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови, ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. After Ink, местото каде што мирисот на кафе се меша со уметноста, креативноста и добриот муавет. Пред тетоважа за малку храброст, после тетоважа за заслужен одмор. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет, добрата содржина заслужува добра платформа и Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Ви благодаривме што и оваа епизода бевте дел со нас. Се гледаме од септември. Чао! Чао!